Реализирани се голем дел од барањата на граѓаните при теренските посети на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски со дел од владиниот тим. Се градат патишта, градинки, се градат канализациони мрежи, се градат училишта, се реконструираат улици. Ова е дел од отчетот на градоначалниците кои денеска заедно со дел од министрите во Порта Македонија дадоа докаде е реализацијата на дел од барањата на граѓаните при теренските посети. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во своето обраќање истакна дека ВМРО ДПМН е партија која што секогаш ги реализира барањата кои што ги ветиле на граѓаните, односно ветувањата кои што ги дале секогаш се реализираат. Да видиме изјавата на Груевски. Како политичка партија веќе долг период имаме прифатеност кај граѓаните како дека сме политичка гарнитура која што стои зад дадениот збор, стои зад ветувањата, стои зад она кое што ќе го вети при средбите со граѓаните и од тука тоа е огромна одговорност. Да се испорача ветеното и да се одговори на потребите на луѓето во онаа мера во која што тоа е можно и во онаа мера во која што тоа е ветено. Од тој аспект ви благодарам денеска што сте присутни да направиме преглед за неколку општини во контекст на посетите што ги имавме, да видиме до каде се работите што ги ветивме. Луѓето имаат очекувања, имаат и навика дека тоа што го ветуваме го реализираме, така што не сакам да оставам како политичка партија да работите не се завршат како што биле ветени. Едно од долгогодишните барања на деложителите од Македонски Брод е изградба на патот од Македонски Брод преку Јасен до Скопје. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски истакна дека ова барање кои што го бараат граѓаните од овој регион мора да се реализира. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски информираше дека за 10 дена треба да започне изградба и реконструкција на овој пат кој што ги поврзува Скопје и Македонски Брод. Се работи за пат во должина од 14,5 километри во вкупна вредност од 3 милиони евра. Мисајловски истакна дека овој пат е многу оштетен, дел од него ќе биде реконструиран, а дел од патот ќе биде проширен. Да видиме дел од разговорот помеѓу Мисајловски и Груевски за реализацијата на ова барање на граѓаните. Кога сме кај Македонски Брод, да кажам дека имаме добра вест таму, дека едно од долгогодишните барања на граѓаните за санација на оној најруиниран дел од патот Македонски Брод Скопје, како барање е прифатено. Министерот за транспорт и врски ми информираше дека ќе се оди со асфалтирање на најоштетениот дел од патот. Точно. Кога тоа ќе се изведе комплетно? Председател, ние завршивме цела процедура, ги обезбедивме средствата, сменивме план за јавни набавки, за 10 дена го распишуваме тендерот за град. Тоа беше што најмногу го бараа таму, така? Така, ние им ветивме таму на граѓаните дека ќе разгледаме, односно не ветивме, рековме да пробаме да изненадиме. Колку ќе кошта тоа отприлика? Околу 3 милиони евра ќе чини овој потек 16 километри, они го бара овој дел да првично веднаш да го почнеме, ние тоа ќе го правиме. Таму реализацијата би требало, да. Точно. После бидејќи вториот дел е ова завршете го, за другото може да се почека. Се сеќавам на терен кога бевме. И збориме за постојниот коловоз да го направиме комплетно 3 милиони евра, Македонски Брод Скопје, инвестиција во реконструкција на патот и проширување. И проширување таму каде што може и плюс други работи што треба да се направат дополнително. Кога станува збор за инфраструктурата, при посетата на Гостивар, дел од граѓаните побара да се реконструира патот од Гостивар до Кичево. Груевски побара одговор до каде ова реконструкција, дали ќе започне. Исто така бараше и информација како се одвиваат работите на изградбата на патот од Кичево до Охрид. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски истакна дека изградбата на автопатот од Кичево до Охрид се реализира според предвидената динамика. Додека пак за патот од Гостивар до Кичево во наредниот период се очекува да биде објавен тендер за реконструкција на овој автопат, на овој дел од автопатот. Меѓутоа тој истакна дека првично ќе биде реконструиран, за потоа да биде објавен тендер, бидејќи оваа делница е предвидена да биде дадена под концесија. За што конкретно станува збор, да видиме во делот изјавата на Мисајловски. Владо, околу патот Гостивар Кичево. До каде е работата таму? Председателе, вака сега Гостивар Кичево. Во смисла на подготовките за... Имаме две постапки, едното е за нов автопат, а другото е што зборевме дополнителни средства за реконструкција на постојната делница. Веќе за постојната делница завршивме се.
Го сменивме планот за јавни набавки, го метнавме во програма, веќе денови веќе излезе тендер за реконструкција на 30 по прилика 30 километри. Збориме за целосна реконструкција. Тоа е доста раскашен пат таму. Да, и доста снег паѓа на тој дел, имаме од зимска служба и големи оштетувања на тој коловоз и мораме да го ставиме во функција се дека се градат останатите делници. Од прилика ќе биде 6 милиони евра инвестиција за реконструкција на овој дел и мислам дека во наредниве месец до два ќе заврши процедурата да одбереме која компанија ќе работи. Значи негде октомври би требало да одберете? Од прилика ако се е во ред. И предпоставувам ноември да почне да работат, ако временските услови го дозволат. Точно, времен режим да се добие за работа, бидејќи таму ги фаќаме и 5 моста ќе работиме. Односно рехабилитација на коловозот, но и мостовите мора да ги санира. Од останатите проекти и барања кои што се во фаза на реализација и се реализирани, градоначалникот на Охрид Бакрачевски информираше дека се во Радошта се работи на изнаоѓање на средства за изградба на колекторски систем. Тоа е проект во вредност од 8 до 10 милиони евра и предвидено е да бидат побарани пари од ИПА фондовите. Меѓутоа, како што истакне Мисајловски, ако не бидат обезбедени пари од ИПА фондовите, тогаш овој проект ќе биде финансиран од буџетот. Исто така Мисајловски информираше дека е завршено асфалтирање на патот од Ливалиште до Елен Камен, а министерот за труд и социјална, односно министерот за образование информираше дека на барање на граѓаните следната година ќе започне со реконструкција на училиштето во Радожда, кое што треба да му биде променета покривот, односно покривната конструкција. Во однос на Крушевскиот регион, градоначалникот на Крушево информираше дека ќе се гради градинка во Бучин, во Крушевско, односно дека е најден објект кој што треба да се реконструира и во оваа градинка треба да бидат згрижени околу 25 деца. Во однос на изградбата на канализационата мрежа во Крушево, градоначалникот информираше дека изградбата е малку забавена, тогаш министерот за транспорт и врски истакна дека ќе бараат средба со изведувачот за да може изградбата на канализационата мрежа во Крушево да се реализира побрзо, односно да се види кој е проблемот за реализација на овој проект. Исто така во делот на Гостиварско-Тетовскиот регион, она што го бара жителите при теренската посета на Шипковица беше отстранување на каменот во ова село од поплавите кои што пред една година го зафати овој регион. Министерот за транспорт и врски информираше дека пред 10 дена армијата го отстранила овој камен и дека е целосно рачистен теренот. Исто така информираше дека почнато е да се работи на изградба на канализација во Брвеница, исто така дел од барањата кои што ги има граѓаните од овој регион.